24-годишниот Никола Маринковиќ од Србија, кој пред 4 дена беше тешко повреден во сообраќајната несреќа кај Демир Капјаин, подлегнал на повредите. Никола, кој 3 дена помина во кома по повредите во главата и наградниот кош, починал вчера во 14 часот и 30 минути на ургентниот центар во Скопје, а неговото тело е предадено на обдукција. Тој е втора жртва во трагичната несреќа. Непосредно по сударот почина и 8-месечно бебе. Во сообраќајката се повредени уште 6 лица, сите државјани на Србија. Од утре се воведува автоматско здравствено осигурување за вработените и членовите на нивните семејства без пријава во Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како и добивање на електронски изводи по службена должност од матичната книга за новородени деца, кои досега осигурениците требаат да ги носат во копија за да се добие здравствено осигурување. Ова е новина и олеснување за околу 60.000 фирми кои месечно во фондот доставуваат околу 30.000 промени за вработени и членови на фамилии, информираат Фондот за здравствено осигурување. Директорот на Управата за јавни приходи Горан Трајковски ги оцени како нотор налага информациите што деновиве ги пласираа некои медиуми дека законските измени кои предвидуваат намалување на прагот од 2 на 1 милиони евра за ДДВ врзниците ќе бидат смртна казна за малите бизниси. Според него безмислени се и тезите дека оваа мерка се воведува за да се полни буџетот. Ова е барање на малите бизниси, доколку тие не се ДДВ врзници не можат да бидат конкурентни и атрактивни на пазарот, ниту препознатливи за големите компании, напомена Трајковски на денешната пресконференција. Моето искуство од разговорите зимето кој ги има во текот на престојот во Атина со представници на владата во март годинава е дека Грција воопшто не е подготвена да разговара и дека го игнорира она што го бараат европските земји. Расправијата околу Македонија да заврши, со што земјата ќе може да го продолжи чекорењето по европскиот пат. Јас не видов никакво раздвижување во Грција, коментира за Дојче Веле социјалдемократот Ханс Јоаким Бархман, вице-претседател на Комисијата за европски прашања во германскиот Бундестаг. Тврдата грчка позиција Бархман ја објаснува и со примерот на наменски доделените 100 милиони евро од Германија за малите претпријатија и отворање работни места за младите во Грција. Како што вели германскиот пратеник, многумина веројатно по ваквата помош како гест на добра волја би очекувале дека грчката држава ќе ја лабави по прашањето околу името, но честно кажано не гледам никакво поместување, констатира Бархман. Главниот обвинител во истрагата за трговија со органи и воени злосторства на ОВК, Клинт Вилијамсон, изјави дека доколку беше основан специјалниот суд, тој веќе ќе поднел обвинение. Вилијамсон ги негираше објавените информации во некои медиуми дека во Брисел рекол оти нема докази за трговијата со органи. Според главниот обвинител има убедливи индикации дека тоа се случило. Тој прифаќа дека неговите заклучоци главно се идентични со оние кои ги изнесе Дик Марти во неговиот извештај, а пред него и главната тужителка на Хашкиот трибунал Карла Дел Понте. Авион на Малезия Airlines избегна голема несреќа на аеродромот во Аделаида во Австралија. Ербасот А330 со 167 патници кои требало да летат за Куала Лумпур во вторникот во последен момент го прекинал полетувањето и избегнал директен судар со авион на компанијата Tiger Airways, што во моментот слетувал нистата писта. Пред речиси 5 месеци авион на оваа компанија исчезна во Индискиот океан, а пред околу 2 недели Боинг на Малезија Airlines беше соборен во Источна Украина. Пред неколку дена компанијата најави дека размислува да го смени името поради нарушениот имидж. Постојаниот представник на Русија во Обединетите нации Витали Чуркин изјави дека Русија стравува дека Киев се обидува да ги уништи доказите за украинската вмешаност во уривањето на патничкиот авион МХ-17. Чуркин на седница на Советот за безбедност на Обединетите нации изјавил дека украинскиот претседател Петро Порошенко наредил прекин огнот во радиус од 40 км од местото на падот на авионот, но дека наредбата била прекршена. Украинските власти упорно се обидувале да ја преземат контролата врз местото на уривање на Боингот.